Evo, recite mi, vi imate sad ovdje ovu vježbu već 3 dana, domaćini ste. Koliko je teško biti domaćin jedne vježbe koja je pod pokroviteljstvom NATO-a, a učestvuje 27 zemalja, čini mi se, ili to baš ovako komplikovano? Ние повеќе сме навикнати на балканските стандарди и се разбира дека почитувањето на НАТО стандардите создава дополнителен напор за нас. Ние како држава веќе неколку години работиме на организација на подготовки за изведување на оваа голема НАТО вежба, на која што учествуваат голем број на држави и голем број на учесници, така што многу е сериозно да се организира една ваква вежба која што досега помина во најдобар ред. Koliko su ovakve vježbe potrebne, evo da se ograničimo na te zemlje Zapadnog Balkana? Nažalost, u posljednje vrijeme stalno imamo te poplave, te požare, uvijek nas neke nesreće zadese. Koliko je poželjno ovakve vježbe da bismo mogli bolje reagovati kada dođe do zaista prave katastrofe? За жал, суровата реалност покажа дека многу посилни, помокни и подобро организирани држави од нашите балкански држави тешко се справуваат со поголеми катастрофи. Пожарите ова лето го покажаа тоа, и Грција и Турција беа безпомошни пред пламените јазици и мораа да барат меѓународна помош. Истото го поминавме и ние како држава, ова лето баравме помош, добивме помош од повеќе држави, не само соседни, туку добивме и од западни европски држави помош, така што при поголеми катастрофи, при поголеми непогоди, меѓународната помош е неопходна, а ваквите вежби овозможуваат да ја усовршиме координацијата и помеѓу државите, но и помеѓу институциите, бидејќи ние како млади демократи, како помлади држави, понекогаш имаме проблем при функционирањето внатре помеѓу самите институции. Da li je ovo prilika da se poboljša ta saradnja? Mi smo, nažalost, prostor poznat po tim birokratskim, administrativnim barijerama, evo rekli ste sami, i unutar države, a ne okolo, pa onda vidjeli smo da i u Evropi to ima administracija puno. Da li to može se nešto, da tako kažem, ajde ne ukinuti, ali bar smanjiti to da ne čekamo 5 papira da bismo mogli priskočiti u pomoć kad je požar u Grčkoj, recimo? Јас можам да се пофалам дека ова лето ние ги сведовме бюрократските процедури на минимум, дури помошта која добивме најпрво од Србија, а тоа се српските хеликоптери кои што помогнаа во гаснењето на пожари, ги добивме веднаш, односно вечерта зборував со премиерот, а веќе наредниот ден хеликоптерите беа овде, но и внатре во самата држава при координацијата на меѓународната помош доста добро ги прескокнавме сите бюрократски процедури, но ќе повторам, најпрво треба тоа да го уредиме внатре во самата држава, бидејќи кога во еден момент имавме неопходна потреба од нашата армија, во разговор директно со председателот за 10 минути добив дозвола дел од припадниците на армијата да помогнат во совладувањето на еден пожар. Значи за 10 на минути имав зелено светло, а за можеби 30 на минути дел од војската, односно бројот кој што ни беше потребен, беше на лице место на еден голем пожар во еден помал македонски град. Hvala vam puno i neka sve ostane na vježbama da nam što manje treba ovakvih stvarnih situacija. И јас го посакувам истото, но имајќи го во предвид глобалното затоплување и модерните текови, јас сум песимист дека не очекувам мирен период.